Радица Велкова, 2 година правни студии. Почитуван суде, денес нема да зборуваме за убиство. Нема да зборуваме ниту за велепредавство, ниту пак за злоупотреба на службената положба. Денес ќе се осврнеме на едно дело кое не е дел од кривичниот законник, но сепак успева да биде главен двигател на криминалот. Се извршува колективно, тивко и за жал е имуно на казнивост. Се нарекува дело на молчењето. Делото тоа не е моја работа. Криминалот може би е заедничко зло за цивилизацијата, но неговите корени не се втемелени само во личноста, туку и во општествените услови што ја окружуваат. Тогаш општеството не може а да не преземе дел од вината за неговото појавување. Не може да се дистанцира од криминалот, поставувајќи се само во улогата на безмилосен судија. Почитуван суде, ако криминалците не се раѓаат како такви, кој ги создава? Дали економските услови или може би семејната состојба? Евентуално возможно е и нивниот поглед спрема светот да биде осомничен. Но каде е овде системот кој е должен да ги спречи, да ги казни? Системот кој е коавтор на секоја од овие појави. Се чини дека презумцијата на невиност што општеството долго ја уживаше, полека исчезнува. И може би дојде времето и самото тоа да го добие својот ден на суд и да се најде на обвинителната клупа. Добре дојдовте меѓу обичните. Овде секоја постапка носи последица. Овде нема аз во ракавот што може да ве спаси, а ангелот чувар веќе одамна се откажа. Општеството зборува, јавноста коментира, но кога доаѓа време за одговорност, сите молчат. Се зборува за системот, дека бил расипан. Се зборува за правдата, дека била селективна. Дека таа, иако презумирана како слепа, сепак понекогаш намерно гледа со едното око подотворено. Не мора да одиме далеко за да ги видиме последиците од оваа прогледување низ прсти. Во последниот период Македонија беше потресена од трагедии кои не смеат да се повторат. Секоја една од нив причинско-последична врска од системски пропусти и негрижа. Од пожарот во модуларната болница во Тетово, па Пулс, дискотеката на смртта која ни украде 63 човечки животи пред само година дена, до пред еден месец, кога една мајка одлучи да си го одземе својот и животот на незината 6-годишна ќеркичка. Сите овие трагедии имаат едно нешто заедничко. Не се несреќи, туку последици од непостапување. Очајот на жртвите не е карактер на слабост, тоа е последица од системска небезбедност и долготраен страв. Каде потврдивме сите ние во нашата основна обврска да се грижиме едни за други? Дали некогаш сме слушнале кавга за зид? Дали некогаш сме биле сведок додека некој извршил нелегално дејствие? И тогаш сме си рекле, ма тоа не е моја работа? Инспирирана од еден библиски постулат, кој уште пред илјадници години не учи да бидеме гласни за оние кои немаат глас, да ги браниме правата на обесправените. Се прашувам каде исчезна оваа човечност денеска. Енрико Фери ни ја истакнува улогата на превентивната активност што ја има во спречување на криминалот. Доволно е, вели, во една темна улица во која постојано се случуваат убиства и разбойништва, да се стави само една светилка и тие да престанат. Данте Алигиери за оние кои останувале неутрални за време на големи политички и општествени кризи го предвидел последниот најсвиреп круг од пеколот. Орвел кажал дека народот кој свесно гласа корумпирани лидери не е жртва, туку е соучесник. А молчењето никогаш не било неутрално. Тоа секогаш зазема страна. Сите тие пробале да ни укажат
Се додека молчиме и не бидеме активни двигатели за подобро утре, сите ние го прифаќаме овој криминал. Не мора сите да го извршат делото директно. Доволно е да придонесат на одреден начин. А ние кумулативно ги имаме исполнето елементите на намера, свест и волја, помагање во извршувањето со нашиот молк и пропуштање со нашата пасивност. Затоа, денес не констатираме само вина, туку предлагаме две едноставни мерки за обезбедување на правдата. Навремена превенција наместо задоцната реакција, каде мора да се даде заслуга на новите измени на кривичниот законник, кои предвидуваат дека семејното насилство ќе се гони по службена должност. И граѓанска храброст. Време е да го напуштиме концептот од римското право, кој не перцепирал како инструментум vocales, предмети кои зборуваат, кој во пракса се уште постои. Правдата не смее да живее само во судниците, таа мора да живее и во секој од нас. Почитуван суде, доказите се пред нас. Сите сме соучесници. И затоа денес од вас барам да не прогласите за виновни, затоа што молчиме тогаш кога правдата не повикува да зборуваме, во името на граѓаните на Република Македонија.